Вице-премиерот Стоилковиќ се сомнева дека неговиот претходник Груби ѕирка што тој работи. При проверка на поставениот видеонадзор утврдил дека некоја далечина упаднал во системот поставен во Министерството за односи меѓу заедниците и така директно преку камерите имал пристап до сите канцеларии и ходници. До ова откритие дошло откако не можело да се утврди кој воопшто во Министерството има пристап до системот за надгледување и снимање, што го има поставено Груби. Откако стапил во контакт со фирмата што ги поставила камерите, тие утврдиле дека некој веќе влегол во системот од далечина. Јас го прашав надлежното лице од Мак Аларм што значи тоа. Вчера во толку и толку часот од таа и таа IP адреса е извршен упад во системот. Ја замоли фирмата да ми достави соодветен извештај за тоа што го констатирале во системот и тој увид да ми го достават мене за да можам да го проследам понатаму. Дадов докази и ќе барам одговор од надлежните институции. Сите докази што ќе ги собере, Стоилковиќ вели дека ќе ги достави до управата за компјутерски криминал во МВР, па тие да утврдат дали станува збор за нелегален упад во работата на Министерството. И министерот за дигитална трансформација Андоновски смета дека ова е законски недозволено, затоа што, например, и во неговото министерство има видеонадзор, но тој е поставен по сите законски прописи и точно се знае кој може да има увид. Тоа е спротивно на сите закони кои што постојат во државата и ја поздравам ангажираноста на вице-премиерот и посветеноста со која што ги решава проблемите. Немам детали, ние не сме истражен орган за да ги знам деталите за таа компанија или за активностите кои што ги има. Можам да кажам дека најдовме систем за снимање и во Министерството за дигитална трансформација, но можам да потврдам дека тоа е во сопственост и контрола на Министерството. Во меѓувреме, по социјалните мрежи се појавуваат и анонимни писма со обвинувања дека Груби, уште во времето кога бил министер, незаконски ги снимал и следал своите вработени преку надзорни камери и тоа го правел преку далечинско правување. На истите писма се наведува дека снимките од хард дисковите се избришани пред Груби да ја напушти позицијата, воедно и дека за видеонадзорот била задолжена надворешна компанија која сега е фантомска. За Груби апсолутна невистина се обвинувањата и додава дека институцијата си имала видеонадзор како што било монтирано при изградбата на објектот уште пред тој да стапи на функција.